Кавадар се за прв пат добива лизгалиште, дури е невообичаено за кавадаречки прилики. Градоначалниче, која е идејата и низ која форма ние ќе го користиме ова игралиште? Така, идејата е моја како градоначалник и на општина Кавадарци. Во соработка со Црна река Петол и Кожувченка го набавија ова лизгалиште кое што останува во трајна собственост нивна, односно на општина Кавадарци. Општина Кавадарци преку Сојуз на спортови организира преку сите училишта основни и средни да има бесплатно лизгање за сите наши основци и средношколци по текот на учебната година, односно декември месец, јануари и февруари. Така да ќе имат часови по лизгање, ќе може тука да се релаксирате, гледате уфорите денеска е на високо ниво, така да стварно и мене ми чест и задоволство Кавадарци добива едно лизгалиште, што културата малку на повисоко ниво се дига и можеме да имаме еден пример како да се равниме со поголемите градови или со градовите со повисок ранг на култура. Фирмата има набавено околу 300 лизгалки, така да дечињата тука доаѓаат во цивилна опрема, се изнајмуваат лизгалки и лизгат. Значи, како што кажав, основците и средношколците за време на настава ќе ги нема да ги кошта ништо, ќе биде бесплатно, а ми се чини дека во делот на лизгање комерцијално, после завршувањето на училиштата на наставите е 100 денари од особа. Така мислам дека се цените формирани, неограничено лизгањето, така да секој може да се рекреира колку што може и сака. Јас сум тренер од Скопје од Хокејската федерација на Македонија. Ние имаме план тука да доаѓаме да праќаме по 1-2 тренера секој 2 недели или секоја недела во зависност од како ќе биде поврелучката. Ова е еден одличен проект кој што ќе допринесе за хокејот во Македонија да дојде до едно сосема солидно ниво. Се планираат уште некои лизгалишта колку што знам низ Македонија, мислам Битола и Охрид. Ова ќе биде еден одличен период за хокејот во Македонија, се надевам дека ќе биде секако што треба. Лазе само неколку збора. Како е да се сопристапува сега со ваков објект, ќе одговорите ли на опаските? Мислам дека ќе одговориме безпрекорно, затоа што градот знае доволно за нашите спортски способности, така да мислам дека и во овој дел нема да останеме посрамотени. И ова за нас, наставниците по физичко и здравствено образование, спортски активности е од особено значање, бидејќи со помош на локалната самоуправа, на градоначалникот, на неговите партнери, се дава до важност дека секое дете сака да спортува, било тоа бил екипен, колективен, алтернативен, зимски или летен спорт. Едноставно, децата сакаат да спортуваат, а ние треба да им го овозможиме тоа.